Топката за помирувањето на премиерот Заев се сели во апелациониот суд. На 13 обвинети за собраниските настани од 27 април од денеска почнува да им тече рокот за жалба, откако обвинителството и Скопскиот кривичен суд одбија да ги помилуваат, бидејќи за нив не важи законот за амнестија. Рокот истекува во понеделник, но барањата може да ги испраќаат и за време на викендот преку пошта. До крајот на неделава ќе се знае и конечната бројка на помилувани за собраниските настани. Ваквата одлука за амнестија ќе донесе и промени во судскиот процес, односно во самото обвинение за 27 април. Веќе на 15 јануари е закажано ново рочиште, каде се очекува преквалификација на делото терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста во здружување заради непријателско дејствување. Ова кривично дело му е ставено на товар на екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски, кој во притвор откако делото обвинетите сега амнестирани, го посочува дека бил организаторот на собраниските случувања. Екс-министерот Митко Чавков, Душко Лазаров, Јана Ченто, Игор Јук и оперскиот пејач Игор Дурловски одбија да бидат помилувани, па побараа за нив судот да донесе пресуда, а не политичките елити. До вчера попладне, 15 обвинети добија помилување за настаните од 27 април, меѓу нив и претениците кои беа на вревот на обвинението. Судот ги амнестираше и Богдан Илиевски, Владо Јовановски и Борис Дамовски, откако доби позитивно мислење од обвинителството.